Добар ден и добродојдовте во уште едно видео на Формула 1 на македонски. Овој пат анализа за големата награда на Бахрейн. Каква трка, луѓе, полна со пресврти, полна со неочекувани случувања. Ферари губитник на денот, каква катастрофа за тимот за Ферари. Значи Ферари во последниве 2-3 сезони има болид, има шампионски болид, меѓутоа Ферари се сами себе си најголем непријател. Што се случи? Веројатно ние шпекулации кои кружеа на интернет дека Ферари има проблеми со системот за ладење, веројатно се точни. И најверојатно тоа повеќе ги спречи во Австралија да има добар перформанс заедно со лошиот сетап. Каква несреќа за Чарлс Леклерк. По неговиот лош старт би рекол, можеби тука малку неискуството профункционира, зема ефект. Фетел го искористи тоа и ја зазема првата позиција по првиот свијок, меѓутоа Чарлс Леклерк брзо се освети и потоа се врати на првата позиција и апсолутно доминираше, одлично возеше без ни една грешка. Беше во водство се до 10 кругови пред крајот, кога откажа електромоторот и се соочи со проблеми, каде што Хамилтон после тоа само лесно го престигна, му мафна и истото го направи и Ботас. И што се случи со двата болиди на Рено? Двата наеднаш откажа, едноставно им прекина целата електроника, моторот изгаси буквално 15 на секунди еден по друг. Треба да се, дефинитивно тоа да се истражи во тимот на Рено. Рено непријатно ми изненадува на почетокот на оваа сезона и тимот и нивниот мотор, бидејќи на првата трка и Карлос Саинц, кој денеска повторно беше несреќен во оној дуел со Марк Верстапен на самиот почеток. Дефинитивно моторот на Рено очигледно има некој проблем и тоа ќе треба дополнително да се истражи, што поскоро да се исправи ако Рено сака да има некоја пристојна сезона, ако атакува повторно четвртото место од лани. Значи, Мерцедес си одигра својата карта од позадина мирно, сталожено, без никакви проблеми, си стигна повторно до 1-2 победа. Чарлс Леклерк, благодарение на жолтото знаме и небезбедностното возило по исклучувањата на двете Реноа, успеа некако колку толку да ја спаси, да го спаси денот, да ја спаси оваа трка со трето место на подиумот и, ако ништо друго, мала утеха е оној бод за најбрзиот круг. Како што напоменавме вчера во анализа на квалификациите, денеска на трката имавме обратна слика. Ферари беше јасно напред во перформансот, особено на правците. Мерцедесот беше резервиран. Ред Булот искрено не покажа ништо, едноставно имаше на неутрална трка. Дури Карлос Саинц на самиот почеток, кога се бркаше со Верстапен, мислам дека во Мекларенот во тој момент на тие гуми имаше дури малку подобар перформанс. Меѓутоа Верстапен во тој дуел со Саинц и одигра на, ја би рекол, на линијата на ферплеот и Саинц несекно го изгуби предното крило, така што веднаш мораше да направи пит стоп и потоа неговата трка веќе беше уништена. Пиер Гасли од Red Bull успеа да се искупи за слабите перформанси во првите две квалификации, зема бодови. Изненадување на денот, позитивна вест на денот повторно од Мекларен е Ландо Норис со 6-то место, одличен резултат. Мислам дека во V6 ерата ова е втор најдобро стат, бидејќи еднаш Фернандо Алонсо зема 5-то место од кога беше Мекларен Хонда, така да Мекларен полека но сигурно покажа дека има афинитети да се врати кон големата тројка, покажа дека овој болид има добра основа во него и ако Мекларен продолжи да го надградува болидот во текот на сезоната, може да гледаме многу интересна битка за четврто место во конструктори. Обратна слика од вчера, Хас беа одлични во квалификациите, а се изгубија во трка. Видовме дека Роман Грожан повторно несреќен, Кевин Магнусен едноставно се изгуби, него видовме воопшто на телопот на малите екрани. Добра трка на Серджио Перес, добра трка на Албон, добра борба во средината, меѓутоа останува акцентот на денешната трка, проблемот на Ферари, проблемот на моторот, всушност. Мислам дека болидот, односно шасијата е одлична, дека е добро избалансирана. Видовте дека Кими Рајконен долго време заглави на крајот зад Ландо Норис, иако на око делуваше дека Кими Рајконен има подобро темпо во болидот. Меѓутоа мислам дека тоа беше тактички направено од тимот на Алфа Ромео, кога видоа дека Себастијан Фетел и Чарлс Леклерк имаат проблеми со моторот. Мислам дека они малку го намалија темпото и се одлучиле на безбедна варијанта да ја завршат трката, да ги земат бодовите. Себастијан Фетел, мислам дека извозе под негово ниво. Едноставно цел викенд беше поспоро Чарлс Леклерк. Делуваше некако тромаво, неагресивно,
ќе видиме можеби болидот едноставно подесувањата кои се сега на болидот не лежат на карактеристиките на возачкиот стил на Себастијан Фетел. Од една страна, оваа трка ни покажа дека Ферари ќе биде компетитивен, дека ќе гледаме трки каде што има поголеми правци, каде што има поголем број на брзи свиоци, ќе гледаме дека Ферари ќе биде покомпетитивен, меѓутоа загрижува оној факт дека има навистина проблем со ладењето. Ако ќе откаже електромоторот, тоа најчесто е проблем поради прегревање, односно преголема топлина во самиот болид. Така што сметам дека во Кина, која е трка исто со долги правци и со брзи свиоци, повторно може да гледаме тесна битка помеѓу Ферари и Мерцедес. Секако се надевам дека и битката помеѓу Red Bull и останатите тимови ќе биде исто жестока, така што Ферари, пак ќе кажам на крајот од ова видео заклучок, во последниве 2 до 3 години Ферари е јасно дека има болид за победа, можеби и шампионски, меѓутоа Ферари си се себе си со гаранција собствен најголем противник. Значи Ферари, ако успее да си направи домашна задача, да си ја среди работата дома во боксот, мислам дека ќе биде подобар од Мерцедес оваа сезона. Меѓутоа, Мерцедес смирено, тактички, првите 2 трки ги има во джеб, предност во возачи, предност во конструктори, можеби психолошка предност веќе пред трка, така што ќе биде интересно да видиме како ќе се одвива сето тоа понатаму. Во паузата помеѓу овие 2 трки ќе направиме уште неколку видеа интересни анализи за надградбите на болидите кои беа презентирани во Бахрейн, ќе направиме интересен осврт за документарецот на Netflix Drive to Survive, кој го нема гледано, најсрдечно ви го предложувам да го погледнете, интересен серијал од 10 епизоди, но за него повеќе во следно видео. Се надевам дека уживавте во трката, беше полна со интересни моменти, не предвидели многу претркнувања, така што мислам дека оваа трка е одлична увертира кон следната во Кина, која со слични карактеристики и секогаш нуди голем број на возбуди. Ви благодарам уште еднаш што ме следите на Формула 1 на македонски, доколку ви се допаѓа видеото, ве молам за лайк, исто така за subscribe, ве молам, му помага многу на каналот да биде препознаен на YouTube, да го видите како предлог за следно видео. Ставете коментар кои се впечатоците од вашата трка, што мислите што се случи со Ферари, што мислите каде е проблемот, како ја гледате сезоната понатаму, што се вашите предвидувања за третата трка и се гледаме во следното видео. Ви благодарам, чао!